Со распит на градежните вештаци денеска продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во кој животот го загубија 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Според вештото лице, објектот првично бил магацин, а потоа бил пренаменет во угостителски објект. За изведените зафати, кои биле реконструкции и промени на објектот, немало соодветна проектна документација, не постоел целосен и ревидиран проект, ниту документација за сите изведени интервенции, како и за противпожарната безбедност. Вештакот посочи дека немало записник за извршен инспекцијски надзор од овластен градежен инспектор. Според вештачењето, токму дел од изведените измени ја нарушиле безбедноста на објектот. За родителите и семејствата на загинатите, секој нов детел е важен во процесот на утврдување на одговорноста. Тие велат дека клопчето со вистината се размотува и очекуваат правдата конечно да излезе на виделина. Клопчето се размотува, а одговорноста се повеќе се зацврстува. По 17 месеци болка и борба за вистината, слушајќи го градежното вештачење и сведочењето на вештаците, ние родителите и семејствата на починатите млади лица, денес уште појасно ги гледаме сите пропусти и сите непостапувања што со години се таложеле. Колку и да е болно да го слушаме сето ова, ни дава надеж дека вистината конечно излегува на виделина. Нашата болка не може да стане помала, но сознанието дека фактите се утврдуваат стручно, јасно, аргументирано, ни дава сила да веруваме дека правдата е достижна. Затоа сакаме јавно да ги охрабриме вештаците да продолжат професионално и независно да ги кажуваат она што го утврдиле.